Советот по советување донесе одлука со која горе наведените обвинети се ослободуваат од обвинение согласно член 403.1 од Законот за кривична постапка. Јавноста со неверување ја ислуша денешната присуда за случајот Тревник. Новинарот Драган Павловиќ Латас нема да оди во затвор. Викендичките остануваат во негова собственост. Освен Лата, судот ги ослободи неговите двајца браќа Срѓан и Звездан, на кои што треба да им ги врати и пасошите. Судиката Марија Клитничка Марковска образложи дека градежните инспектори биле тие кои требале да пријават и да санкционираат доколку забележат неправилности на терен. Во конкретниот случај, од суштествено значење е фактот дека не постои ниту една пријава, представка од граѓани за бесправно градење, ниту пак било каква одлука од надлежен инспектор или друго лице од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, односно никој во државата не превзема било какви мерки додека се граделе предметните објекти, а во смисла на тоа дека се констатирани дивоградби, ниту пак било донесено решение за отстранување на градба. Во конкретниот случај, целата оваа процедура не постои, што упатува на фактот дека не постоел јавен интерес. Од друга страна, лицата обвинети со обвинителниот акт добиле одобрение за градба во 2013 година, платиле комунали и се стекнале со правото на собственост на изградените објекти, односно објектите биле укнижени во Агенцијата за катастар на недвижности и при тоа правото на собственост на изградените објекти и нивното укнижување во Агенцијата за катастар на недвижности не било оспорено од никој, ниту пак некој барал поништување на одобрението за градење или поништување на укнижувањето на изградените објекти во Агенцијата за катастар на недвижности. Тревник падна, но специјалното јавно обвинителство не се откажува. Обвинителката Елизабета Јосифовска најави жалба. Таа стои на ставот дека обвинението е издржано. Стојам на ставот дека обвинението беше издржано, подкрепено со доволно докази и во секој случај жалбата ќе следи. Во овој случај не е спроведена постапката за легализација, која нешто го констатира и самиот суд. Се работи за една процедура која што согласно законските прописи требала да тече по инаков начин. Најпрво се вади одобрение за градење, тек потоа се почнува со градба. Тоа мислам и судот го констатира дека во одреден период се градело без одобрение. Тоа што не реагирале соодветните институции не е основ за исклучување на кривичната одговорност на обвинетите кои беа во овој процес. СЈ го гонеше Лата за бесправно градење, бидејќи во периодот од 2011 до 2013 година градел без одобрение за градење издадени од надлежен орган, а истите ги добил дента кога завршила изградбата. Во бомбите кои одекнаа во судница можеше да се слушне како Лата зборува за големината, квадратурата и пропратните елементи на викендичките. Следната недела Латас повторно треба да седне на обвинителна клупа, но овој пат за случајот Тотал, каде што е обвинет за даночно затајување преку своите две фирми. Инаку, денешната присуда за Павловиќ предизвика бура реакции на социјалните мрежи, со осуда и разочараност.